Благодарам на одговорот, но сепак сметам дека се работи за горлив проблем кој што екзистира во општина Егуновце подолг временски период, значи се работи за стар проблем. И затоа со овој амандман предложив да се обезбедат средства за да се направи, односно да се изврши регулација на коритото на реката Вардар. Зошто го барам ова? Затоа што скоро секоја година со изливањето на реката Вардар од своето корито, жителите на населените места Јегуновце, Ротинце, Копанце, Туденце и Сиричино се соочуваат со големи проблеми и претрпуваат огромни штети. Значи се поплавуваат домовите, дворовите и она што може да се забележи дека и земјиштето со текот на времето ја менува својата конфигурација, односно Вардар све повеќе буквално голта од земјоделското земјиште. Во поплавите знаат да се поплават дури и до 150 куќи и огромни земјоделски површини. Проект за регулација на коритото на реката Вардар има. Тој е стар проект кој што беше дообработен пред, ако не се лажам, 7 до 8 години. Проектот е во Министерството за животна средина. Проектот е од селото Туденце до село Јегуновце во должина од околу 7 километри. Со регулација ќе се возможи коритото на реката Вардар да прифати 40 кубни метри вода во секунда. И ова би значило дека кога и да има под 40 метри кубни нема да дојде до излевање, значи да има и 35, односно до 40 нема да се излее водата и нема да направи поплава за поплава на околното земјиште и куќи. Јас сум навистина искрен во намерата и кога го предложив овој амандман бев свесен и за сумата која што е потребна, но сепак сметам дека во однос на она што до сега го имате ветено и велите дека сте го реализирале како влада на СДСМ, сметам дека се работи за минорна сума, затоа што со одобрување на овие 6 милиони од прилика евра кои што ги барам се малку пари за големото добро кој што ќе се направи за жителите на општина Јагуновце, а верувајте дека бенефит ќе има дури од овој проект и Скопје. Факт е дека Вардар го има сменето историскиот тек, а знаеме како што велат старите, водата секогаш се враќа во своето природно корито и јас навистина се плашам дека секоја наредна поплава ќе биде поголема, но не го посакувам нормално тоа, поголема и поинтензивна и затоа сметам дека треба што е можно побрзо овој проблем да го решиме. Многу политичари претходно ветуваа, дури и еден висок политичар од СДСМ во предизборието во 2016 година, вака наличен покрај коритото на реката Вардар, вети дека ќе ја прекинат изградбата на панорамското тркало, само со цел парите да се пренаменат за да се изгради корито на реката Вардар во општина Јагуновце, но сепак еве 4 години потоа гледаме дека ниту има панорамско тркало, затоа може да судат граѓаните дали бил добар или лош проект. Јас сметам дека се што е добро за туризмот и за економијата е позитивно и да треба да се инвестира, но сепак нема ни регулација на ова корито. Од оваа говорница на крајот сакам да апелирам и да кажам дека овој проблем нема да се намали, дека ако пред неколку години требале, не знам, 1 милион или 2 милиони евра, денеска се потребни 6 милиони евра, коритото ќе го нагризува земјиштето во околината на реката Вардар и сметам дека што побрзо се интервенира, толку подобро и за општината, и за населението, а особено и за развојот на земјоделието, затоа што општина Јагуновце, за жал по затворањето на Јухром, представува општина во која што 90% од населението се занимава само со земјоделие. Благодарам.